Спремаме. Другари и другарки, Рубин Динковски, виолинист. Добре ни дојде. Добре ве најдов. Како си? Одличен, Мичо. Дали се одмори од концертот? Апсолутно да. Дали ги сумира впечатоците? Па да, и уште малце се сумира така. Впечатоци и уште имаме јавување, значи пораки од обожаватели, нови обожаватели, така да прекрасно нешто, а исто така и ти сами ја знаеш и таму беше. Бев. И тоа го почувствува и на самата бина, нештото така да беше прекрасно. И да ти кажам, тоа чувство на различен начин го имам доживеено, нормално со друга уметност. Да, да. Ама овдека ниту бев публика, а ниту бев на сцена. И можеш Техник ман. и можеш да гледаш се, да пратиш себе, гледам вас, вие гледам публиката и не е за африканци, да правиме муабет за околу 2000 души во Дом на млади во Штип. Дефинитивно. Кај што беше однака игла да фрлиш, немаше кај да падни. Значи прво сакам да ти честитам за огнено крштевање, за таков грандиозен концерт и да ти посакам многу поголеми концерти. Сега беа 2020-200.000 да се случа. Неверојатен концерт, ама ќе го вратиме ова сега малку да направиме еден спин во целава приказка. Сакам да те вратам некаде на 24 години назад и да почнеме од таму кај што цел град во принцип те знае, тоа е Теди Рубин. Јас ја знам причата, ама да ни кажеш како се случи Теди Рубин и после до ден денешен и уште свирите заедно. Точно и до ден денес, тој ми е кум. Нели како јас тебе што. Како ти мене. На Даниел, јас сум му кумели од ДФР. Видимо музичков свет кумства. Шпанска серија вече, шпанска што би рекол Ристо Санаджиев. Сега за меморија баш бевме на МТВ и правиме муабет и некој со овој кум, некој вака било, некој така, викаме бе шпанска серија, човече. Исто е и ние очигледно така. Така си функционираме. И јас која почнав емисијава, прво Александар го поканив, по непотистички не можеше да биде, казна да си го Да, бе, нормално. Да. Значи, Мичо, добро, и пред Теди Рубин да се случи, значи Рубин Динковски почна на, не знам, ја мислам дека сум најмалиот гитариста што почнал да свири тезга, јавно да свири пред публика, можно е да е Зоран Увцето, еден гитарист, мислам дека и тој многу мал почнал, се не знам дали е разликава. кој прв пат го слуша. Да, одличен гитарист. И во Прилеп има стварно страшни гитаристи снимале. И се уште имаме. И се уште имаме, да, дефинитивно. И по новиве генерации кои што ги пратам и ги гледам стварно. Неверојатни. Не само гитаристи, воопшто ова и музичари. Неверојатна почва за уметници. Точно. А чудна работа, градов некако се сведува на... Да, не, види, може би дека, знаеш, сепак не е Скопје, нели? Али сепак мислам дека и доста имаме и прилепски музичари кои што во Скопје имаат доста успеси. Значи почнувајќи од постари генерации. Значи тука би го спомнал Гао кој што значи тапанер, претходни трубач, а исто така и композитор, Црвенко, Кицка, значи учествувале на гитаријади низ цела Југославија, на фестивали. Значи имаме, во секој случај имаме едно богато
минато Плодна почва која што раѓа уметници дефинитивно во секоја сфера. Во секоја сфера и баш и тоа добро. Иначе што беше тоа, што кажав да, дека почнав, значи на мој 10 и пол 11 години. На 11 години свиреше свирка. Да. И тоа е во бивши, сега уствари, тогаш беше бивши офицерски дом на ЈНА. Така, сегашна општина за тие што не знаат. Општина, точно за помладите. И таму почнав со војнички оркестар. Војнички оркестар. Да, му фалеше гитариста. Никифор беше не знам која функција, нека не ми замерува, не знам што функција имаше, ама идеше кај татко ми дома во дворче поседиме и тој ме слушаше цело време дека ја вежбам свирам. Вика, ајбе, секако ти свириш вежба, дај носи го, вика, на вечер да свири со војничкиот оркестар. О, мене кој ми рекоа, а одма, таму па инструменти имаш, се имаше. Од разгласи, од се. И тогаш на тапани, тогаш и пееше овај Сашо Нујкич од Кисми група, сега уште пее човеков. Народна фела си. Кисми ја знам како група, ама... па на таа група пејачеше, тој тропаше на тапани. Исто Зоки, еден од Струмица, мислам дека беше на клавиатура, тие служеа воен рок, а истовремено и свиреа. И како беше реакција ако те виде 11 годишно дете, иди на... И да, јас со гитарчето си идам, со пачалцето, со татко ми зарак, и одам да свирам. И кај да свири? И слушам, нема проблем, јас ги слушав хармонијата и си влегов. И така, значи, почна преку тој оркестар, па имаше тука веќе со Дејан Момировски, студио во Скопје, нели, што ги снимаве Next Time, Каролини, кај него се снимани, сега тој е веќе и продуцент, не е појчен музичар, а иначе беше страшен хармоникаш. Исто со него направивме така една групичка, де бевме сите иста возраст. Тогаш веќе имавме, значи, 12 и пол години. Тоа уште основно. Основно. И ние почнавме, во офицерски дојде Дејан, ради, таму сите се збиравме, ради што имаш џабе, гратис, инструменти, разглас. А знаеш, кога почнуваш да свириш, најбитно ти е ти да имаш инструменти, да го доживееш тој филинг на појачала, на разгласи, на микрофони, на тапани, то доживеј. Ја обично дома имаш акустична гитара. Иначе, ја по окација, значи, ова најмногу, најдобро се чувствувам во поп-рок музиката. Тука, значи, ми е душата. То си го сакам. Тука можам да, значи, 24 сати непрекинато да слушам и да свирам таква музика. Се друго ми е... Ама од желбата, значи, за лайв бенд, да го осетиш, знаеш, тапано груво, бас гитара, ово, така да после беше таа група, значи, Дејан Момировски, Драгче, сега мислам е директор на академијава од Микросан, а исто беше добар клавиатуриста. И таму поработив, на 11 месеци. Така, ама добро, тој не е во фабриката, мислам, тој е во академијата. Така. Васко ни беше, Бог да го прости, на бас гитара, беше првата жртва на тој свински грип ли имаше, тогаш или птичи. Тоа е 2000-ти секој почна да се појавува тие. Тогаш си почина Васко. Златен ни тропаше на тапан, имавме пејач Војче и почнавме во офицерски тогаш се доживеа, знаеш, експанзија на македонска музика со распада на Југославија. Знаеш, си почнаа македонските сите и народни и забавни пејачи да извира. Некако да беа потиснати. Тие 90-ти беа неверојатни. Неверојатни. Значи толку имаше таква енергија, желба да се прави држава, да се прави своје. И тојте, значи 100 од тие години. Од тогаш. Значи тоа е можеби една од најзлатните ери на македонската музика. Мислам дека е единствената златна ера, затоа што се што било во Југославија што се правило македонско било на некаков начин спонзорирано од МТВ, било вкалапено во некој джез, во некој не знам оркестар огромен. Сега овдека за прв пат се појавува бендови индивидуалци кои што работа сериозно. Да, добро, и во Југославија се, значи, Лепи Со, како што е, така, и снимале и за РТС. Така. Значи, снимале на српски јазик. Единствено Меморија е, која што не прифатила да снима на српски јазик. Мислам дека можам да насетам од кај е тоа да не прифаќа, ама тоа е друга тема. Добро, Перица е тука, да. Ја исто и уредник, нели, на МТВ, на македонска, на забавната. Тогаш е телевизија Скопје. Во тоа време не ме држи за збор, не. Во 90-ти веќе си има ТВ. Да. Така, и веќе, знаеш, тогаш почна да ида во офицерски
пејачи како што беа, баш тогаш беа хитови многу на Маријана Росана, Свири ми брате цигане, такви народни песни. Џоко Донче, Виолета Томовска, Тина Апостолова. Але Џоко Дончев беше многу интересен Да, лик, не знам дали е жив, дали да. Да, и ние со оваа група, замисли, ние ги пратевме. На 12,5 години, кога идеа офицерски, тие се смеа. Али после научија сите дека има е стварно ни дечина кој што многу чисто работа и го спрема, али добро, Дејан беше многу задолжен и беше одличен солиста во народното. Нели, во народна музика со гитарата можеш да пратиш, се следиш. али мора да имаш солисти кои што ќе носат таа музика. И така да, после тоа дојде други групи, имаше и прилепски и собитовски групи, свиревме во Претор феријалното по 3 месеци, во Охрид со прилепска група свиревме 3 месеци, Владче, Паскало, Паривчето. Значи, музичари, па не сам, јас, значи од 89-та до ден денес, верувај, не можам ни да ги напишам, треба да ми текнува 2 дена. До денеска се колку? 35 години. 35 години. Да. А немаш ни 50, далеко си уште од 50. Па добро, 46, така на 11, нели, така, да. И веќе, да, после имаше тука измешани и некои работи со бендоеве, некако се направи една друга група. Сакам една приказка. Само да дојдам до Теди. Сакам една кратка работа да те прашам. Морам да те донесам до Теди, ти многу ми е честа сам, че стане емисијава 3,5 сати, кој што рековме, че треба да се викнеме пак. Да. Дали е вистина приказката дека првата свирка со Теди се случува, се запознавате, те гледа на некоја проба, и ти се јавува и ти вика свириме таму и таму. Точно. Без да се видите воопшто музички да направите проба. Не, точно. Како побогу е можното? Можно е. Појма немам и јас, дефинитивно и Господ си прави некој стави. Мислам, не некој туку, многу. И фала му до сега за сите овие работи. Меѓутоа е така и со Теди. Теди дојде као басиста во бенд, ни замина еден басиста, и Теди преку Жарко Точако, со Чокио, мислам, Возраснев дека Теди свирил, ама на клавиатура без. клавиатура. Ама не, Теди дојде ради друга цел. Не ради бас гитара да свири, тој не му било цел. Тој сам претходно си свирил, мислам дека во Чери Казино, во си свирил инструменталки на пијано. Мада не се познававме со Теди. Тогаш се запознавме, значи тоа е 94-та година нете. И правиме муавет и си правиме муавет, така бе, тогаш баш излези и ој. Мислам дека излезе на Ерик Клептон, Unplugged. Unplugged 92. Да, ама Тогаш може тогаш беше актуелен, значи тогаш се даваше тој Лактита, Лейла и овие сите Тизди Хеван и ред други. И јас одма имав касетата и одма ги слушав и ги свирев. А исто така и Теди, одма на проба, знаеш, ги почнавме. Ние појдени на проба као за народњачка, нешто, ама везе нема то. Ние се запознаваме, вика, вика, мора вика ја и ти заедно да стриме. Викам, не да мора сигурно. Арнала тој беше тогаш уште во Скопје. Мислам дека ја дозавршуваше медицината или не сум сигурен. Точно, ама беше така, тој период е таа една година. А во таа една година исто така и јас, значи, имав уште една година од средна музичка во Битола. Нели ова што рече виолина, затоа многу малце луѓе знаа дека јас сум со средна школа виолинист. Али од виолина ни ва немам, ни можам. Колку време не си фатил виолина? Откако заврших средно. Како бевте тогаш другари, квартет, гудачки, што никој не свири така? Абе, хаос. Али добро, тоа било така и тоа е, тезгари. И, значи, со Теди првата свирка беше во Фараон. Сега не постои Фараон. Фараон беше кај стара автобуска на Чош. Не. Не? Не. Фараон ти е кај ова црква, грчкава црква. Одма накрши. Зошто мислам дека е погоре на... Не, тука беше. И со Теди Псне првата музика која што почнала во Прилеп со забавен репертуар. Најтклуб репертуар, забавни, странски, па и јупе. Мада многу малци тоа што Теди пеевме јупе.
Тоа беа некои си 10 ствари, ако беа на вечер сигурно само 4-5. Другото свиревме се странско. Тоа се направи толку голема шема во Фараон. Фараон збираше најмногу 50 души човече. На секоја една свирка, од првата свирка. Значи имаше преку 500-600 луѓе кои што чекаја за да влезат. Ето, ја не знам и до ден денес ја не можам ни да го објаснам тоа што се случи. Дали бевме толку интересни, дали беше тоа нешто ново. Први сте биле ново било, интересни сте биле. Ете на тоа да го ставиме така. Одма после тоа дојде Дипломатик. Така. Кај Гоце. Сега е исто Дипломатик, Така, ама е да. сега кафе Дипломатик, Така. тогаш беше летна барча. Тука веќе беше најголемата експанзија на Теди Руби. Значи, Дипломатик имаше, си стоја луѓе до раскрсница вам, сега во новиот кружен. Така. До таму имаше гужва задом до да влезе. Не за да влезе. Некој не ни сака, може и да влезе. се слуша. Ама тука ете се направи нештото да тука биде главно возбиднување. Мада тие може би се и златни години во Прилеп исто така. 90-ти се 90. Јас на пример со тебе се запознавам на 2000-та година од прилика. Така. Габијано мислам дека. Габијано, ВИП, тогаш бевте Габијано и ВИП, бевте ВИП секој четврток, тоа никош нема да го заборам затоа што бев уште малолетник, а ВИП беше ноќен клуб и тогаш преку сестра ми Билјано поздрав, а да не беше Поздрав ти. и од мене. На почеток заради неја ме пуштаја, а после нормално со музика да станав другарче и ме пуштаја ради вас. И тој период се уште во ВИП имаше ноќен живот со свирка, да речеме. Точно. Холивуд се случи некое време, кратко Нешто, да, беше, да. ма беше кратко, година и пол. Дипломатик после се врати, исто на кратко време. Зимен период беше, свиревте во... Добро, долу во долу. зимно, да, во тој историја имаме тука доста многу свирки. И ја, работено со тебе. веќе беа во замирање тие места и веќе се помалку и се и тогаш почнавте да свирите свадби. Не. И матурски. Не. Тоа е веќе негде 2005, 2005-та, 2006-та. Да, не. А фактички ја мислам дека најголемиот кривец во позитивна смисла, Дарко со Порта. Еден од газдиве вика, вика треба се вика, доста е овој најт клуб, она вика ќе отвараме вика ресторан кога се отвори Порта. И тогаш фактички јас и Теди и Славе и додучи претходно правевме забави така кај што ни треба и некој народен репертоар и одма тогаш влета во игра Славе. Така. Влета Славе во игра. После тоа така некако почна да се развива да ја носиме работава на кај народњаци. Пак ја да се вратам. Значи, од претходно народњак, па роке, па после пак ајде на кај Во круг се народњаци. врта работите, нема. Нема, тоа и цело време така, да. И со Славе, значи, почнуваме со Теди така како народно, али сепак голем дел беше забавен репертоар, али 25%, 30% имаше и народно, кај што стварно, мислам, и јас немам никакви предрасуди. Значи, во поглед на музиката, за мене секоја Живеме од музика само да се свира. Така, баш така, баш, значи од желба и љубов спрема музика, па, значи имаме и страшни народни песни, така. Тоа е факт. Имаш и странски преуве песни. Се не можеш ти да речеш, јас сум рокер, се и сам странски ќе ги слушам. И Има место кај така се идиме стаки до народно. Славе и после веќе почнува и кој свадби веќе по поголеми ствари. Тогаш веќе почнува и дувачи имаше поиќе, меѓутоа Љупче Цмбе познат по фамилијарниот прекар, нели? Љупче Цмбе и тој веќе влегува со нас и веќе продолжуваме. Тоаш веќе и дојде и 3 пејачки во тој бенд, во таја постава. Беше, мислам дека Андријана Ацеска, да, Кеш. Андријана Кеш. Да. Сум снимал Да. новогодишна емисија со тие пејачи една во И живот. таа е забавњак. Таа го почна народното, нормално заради поиќе екзистенција. Така да, заради паричка. После беше Татјана, па Јасмина Миленковска, битолчанката, таа исто. Веќе и тука веќе таа постава се задржа долги години. До скоро до ковид. Сега сакам да ми кажеш,
пред да направиме something completely different, никош не се случило да се си ги смена места со гостина, денеска ќе се случи, од практични причини, да ми кажеш една работа која што е исклучително мотивацијска, то премрежје кај што не ти се свири и одмор кој што ти е добре да онака и после се враќаш онака и тој одмор ти дава, како се вели, дознаење да сватиш дека не можеш без свирење. Апсолутно. Апсолутно. Пак, значи, Теди пак да го спомниме, кумчето мој, кој што остал многу пати с него кажувале, вика, секое зло носи свое добро. То си е така. Така да и ковидо испадна. Да јас до пред ковидо, веќе стварно, нели, ете заборавевме да кажеме дека и студиски доста имам работено. Честа саме во да студија. Не, за да го наведам нешто, така да и мада и веќе со како Теди Рубини со Јасмина, со Славе, со Љупче, значи ние бевме некако веќе ко народен оркестар. Така. Веќе тука мене малце полека почна да ми досадува. Тука бе и кафански свирки со Миле Кузмановски, со Ирена Спасуска, нека не ми замера, имало многу. Така, кајачи што ако не ги спомнам и ги заборам. И тука веќе стварно дојде до некој си умор, а исто така и во студио работа. И веќе викам јас готово. Да си се фрлам само на студио, да си работам само студио. Батали народно. Так, не народно, ама веќе и секој една тезга е тезга. Така, да. Дали си ти во најт клуб, дали си во кафана, па сега во денешто време, буквално ти е исто. Нема никаква разлика. Нема никаква разлика, со исклучок Истиот на репертоар, истиот репертоар е веќе сегде. И на свадба, и во кафана, и во најт клуб, и во кафич, и во диско. Со исклучок на неколку кафичи кои што сепак држа некако. И ти викам, Мичо, си викам, Рубин, да се седиш само во студио, нема пупо. И стварно уживам. И до ден денес уживам во студиото. Јарна, ко да ме стучна, Господи, да ме тропна, дојде тој ковидо, нели? Видов дека немаш музика никаква. Забрането. Со луѓе социализација немаш. И фудбал малце сакам да подигрувам, знаеш, нели? Така рекреативно и го сакам фудбалот, пошто и татко нели фудбалер. И си го сакаме фудбалот. Дома, значи, освен музика и спорт, кај нас не постои. Ништо друго. И дојде ковидов, не можеш ни барем фудбал нешто да поиграме, не можеш. Траеш. И знаеш што, она дури си реков, Рубине, ти не си овој брат. Значи, она е, гледа. То вајда потегна да, меѓу другото, се тука да се навратаме пак на ова. Данче, мојов кумашин, Даниел Надафор Пејачов, тој уште пред ковидо си живеевме и тогаш тој пред ковидо фактички се ожени и јас му станав кум. А и пред тоа, како Натали со Дурбена дечко и девојка, си идеја кај мене дома, например, така на седенка или фудбал да гледаме со Дано Лига на шампиони, Да, Фор почна да кубура со гитаристи. Да, ама не, Данче од секојаш викаше, ај море, вика, Руин, иди со нас, иди на свирка, ај, ти друго, вика, ми ако ќе дојдеш ти да спиш. Не бе, му викам, Дана, ја не можам со овие да навасам со Теди со сите, уште ти си ми кој со бегаме кам тамо. Пред ковидо, значи, Данче си се ожени, јас му станав кум. И дојде ковидо. Ковидо веќе полека завршува, јас веќе не можам да истрам. Значи ми се свири, брате, како на првите години. Така. Значи толку желбавна, толку вратени во териве. Теди веќе премногу со забарството, нели, со стоматологијата има работа. Ама и веќе се појави некој си нов бран на забавна музика. Да се сака пато, знаеш. И Данче работи, и Данче иди, вика, ајде иди. Викам, ќе размислиме, ќе видиме. И тие си заминува, нели, нагости кај нас на вечера, си заминува и Кате ми вика жената ми, поздрав до Катушка. И Кате ми вика, вика, Рубин, вика, ти си му кум, треба да му помогнеш.
ајде другата да му се јавам, викам, ајде кога ви е свирка прва, а тие имаја проблем стално вече ти со гитаристи. Значи, Кој влегува, излегува, Кој имаш еден период кај што и ти влезе еднаш, па излезе, па друг дојде. Не, тоа беше само за мене. Така, за мене. Значи, не, муабетов си заменил за свирка. Да. Од тебе јас никош нема да ги заборам, почна Дуле, здраво и за Дуле. Те поздравам. Ти спремај се следен за 2-3 недели. И Дуле ги објавува, онака си е верен на маркетингот на ДФОР, и се објавува со една слика, која што еден гитарист, а горе на Фейсбук те тагира тебе. И реков, се шо е работа? Ке Рубинче свира дома, Рубинче свири сликава шопре. Имаше еден период така и после се стабилизира. Ова се во реф, ај со Теди веќе, теја почна да пее таа негде, не знам која година теја почна да пее. Скоро беше прво, Беше типа... пред ковидот. И та почна Не. пред ковидот. Почна пред ковидот со Филип Јордановски. Да. Јас знам дека јас со Теди тој свиревме во рустика кафанска музика, а таа пееше дали во Ластрада со Филип Јордановски и по градови из Македонија. Не знам каде точно, што како, не можам да кажам. И значи со Теди правиме муавет и Теди вика, вика кунца вече века некако истрошена ни енергија, па пред ковидот значи се навречам да не ги избуниме гледачи. Ајде да не ги буниме, сега ќе продолжиме муаве, за сега something complete. Ајде. Да импровизираме? Ајде. Инаку ова се случуваше, вака ни беа часовите, стално имаше една електрична и една акустична гитара. Точно. И стално го терав. А исто, уствари за јас да држам часови по гитара, ти си кривец. И јас сум крив. Да. Во позитивно нормално, пошто ти си ми беше нели прв ученик кој што и ме кандидуваше колку време. Па едно лето беше цело, лето. онака, бев буквално на секоја свирка, ај море покажи некоја карате финта. Дај море некоја ката покажи ми. Аби немам време да стасам ова. И на една свирка рече, а оти да не века, дај да видиме што ќе биде. Да. И така стана една дружба која што траи, еве, 25 години. Апсолутно. Let's go with Ајде, some blues. ајде. Извини. Пази, на последната проба со меморија си ја скина жицата на твојата гитара, пази на мојата. Потрошен материјал, тешки нека се кина, тоа значи дека се свири. Да. Кој? Сега идиме до меморија. Идиме до една многу битна работа што се вика песната што ја свиривме, тоа е интрото на почеток. Да. Таа е прва авторска песна на Меморија која што си е снимена студиски со тебе. Точно. И морам да ти кажам да таму пишува дека е музика, аранжман, текст, перо, одлична работа, ама мене гитарите ми звучат ко на тебе. Па добро. Мислам, Мора и така. И идејно мислам на Да. Види, музицирањето на еден инструмент. Ја мислам дека многу побитно мора и техника да имаш. Мора се да имаш. Меѓутоа, изразо во музиката е најбитното нешто. Ко ќе слушнеш, знаеш дека е тој. Да. Дај Боже да е така. Јас мислам дека значи овие богови и легенди странски и наши, како што и нели Владко и
имаме еден Така, и Владко, и Венко, и Дефинитивно, има. дефинитивно. Значи, го има свој израз. Или што би рекол Владко Стефански, фингерпринт. Така. Значи, тоа е... Отпечатоко и веќе тоа јас познавајќите те имам А слушано. не си првиот што ми го викаш ова, значи посебно за тебе песна на меморија, многу души тоа ми го рекоа, вика, само уште кога ќе слушам гитара, не знам дека си ти. Значи човек што те има Тоа слушано, Тоа ако сум го успел, ако разбира елементарно од музика и те слушал барем на 20-тина свирки, особено онај забавен дел, јас никош нема да ги заборам моментите на Теди Рубин, кај што немаше друго место кај што ќе слушнеш Клептон, Сантана, Гери Мур, немаше друг бенд кој што ги свиреше тие песни. За Прилеп зборувам. За Прилеп зборувам. Јас бев средношколец и не можам да излегувам во Скопје. Мада и низ цела Македонија друсвиревме со Теди, беа многу малце бендови. И сега ти Напред имаше се на бавиш. работа и во онај стално, дури имаше некој наслов од некој вестник дека Теди Рубин звучат како на касета. Точно. Да, вие МЦМ, славно од свиревте многу оригинално, значи песните како што ги слушаш, така ги слушаш на свирка, ама истовремено ти со тоа крадејќи од сите тие гитаристи кои што ги свиреше оригинално си направил нешто комплетно свое и сега овдека сериозно се осеќа тоа. Баш ми е мило, Мичо. Баш ми е. И друга работа што сакав да те прашам за да се вратиме на почетокот на муавето за впечатоците и за чувството кога свириш пред таква публика, дека е не сакам да пробаш некако да го донесиш онај момент кога се гушнавте сите на крај и кога се поклонивте. Тој момент сакам да. Абе, страшили сте, значи, што да кажеш? Значи, веруве, го посакал на секој еден музичар, да го доживее на нешто. Знаеш, едноставно живееш за оние моменти. Кога се појави звезденото небо. Јас, во сеќавање сега ми е, значи, уште качување на бината, самата публика 2000 души станаја во истиот момент. Уште не почната песна. Тоа кај тебе прави. Али да, ти знаеш конкретно дека ја воопшто немав ни трема, напротив, чувствував радост. Значи, Ама го имаше то пилето овдека кој што те мобилизира. Апсолутно, уживаш. Значи, тоа е она нешто. Само кога ги видов, ете поздрави до моје синчина, Димитар и Петар, и Кате кога ги видов, значи во публикава успеав да ги видам. На првата песна малце осетив како да ми даа солзи. Значи, она чувство на твое нешто, твое семејство. Али тоа беше многу кратко, многу брзо, одма и едноставно јас се радував и уживав во секоја една секунда. Муабетов ми е сакав да го направиме ова и запишано пред камера да остане, тоест се имаме многу пати и расправано за таа работа и од секој сум те терал да работиш нешто твое, да оставиш нешто твое, така тоа че си го одбивал, си велел неам време, не ичам и така натаму. Грнчаро со дупено грне. И мило ми е што го осети и дека е многу различно од се друго. И дека тоа, сам го кажав, тоа е... Дефинитивно. Значи, секој еден музичар, ти да свириш концерт и то со твои песни, ја мислам дека секој еден музичар живее за тој момент. И тоа ако ти го дај Господ, фала на Бога, тоа е прекрасно нешто. Тоа е твоето, според тебе ти го даде Господ, според мене е твоето 35 годишно вложување во себе си. Добро, да. И тоа е тоа, и конечно се исплатеше и тек се надевам дека ќе се исплати, дека Само живи здрави да сме, исто имаме доста големи планови, има и меморија. Значи некако, дури и самите членови од меморија ми потенцира дека вика, ти вика ни донесе прекрасна енергија, вика во бендот. Значи, исто, и факт е, и ти исто беше и на проба, да. И виде како пробите тече со толку смеа, а зна проби да биде и многу тешки. И некојаш им нервозни. Кој не работел со бенд, не знае. Така. Али дефинитивно и во меморија и секаде кај што сум бил секогаш сум се трудел да има само смеа. Љубов спрема музиката, дружбата со тие луѓе подеднакво исто делиш таа емоција една. Значи тоа е тоа. И тој уствари сум бил јас и тоа ми бил мене животот.
Исто ковидот, значи тој ми го посочи, ми го кажа дека ти значи без ова не можеш. И тоа е. И на крај ќе завршиме само за добро да го поздравиме Филип. Ќе да го поздравиме. Филипе, ќе ти ја пее Рубин песната, не да мислиш дека ја ќе ја пее. Иако сгрешам, не ми се луте. Да не се Оти лутиш. текстој не памтиме Не многу. памтиме Али текста. е уба пораката, за Уба е крај на пораката. емисијава, мада не кажавме многу работи, Ама како би се одвивале, што се одвивале, али оставаме ајде. за Да, и нека не ми след- замера и сите во студио што ми биле и значи и со други групи што не сум спомнал, немој да ми замерувате никој, али че има појче време вајда во друга емисија. Немој да ми замерувате имене што прекинувам, сепак реков направив една работа, се сменивме, втора работа, прекорачувам 30 минути за прв пат. Ама 30 се стварно малци и рековме со Мичо, значи Така. си рековме да документарец онаму по живи здрави по Вчера го снимав со еден сликар и него го прекинав вака и му реков, ко ќе осетам дека е најубо ќе прекинам. Зошто? За да тие што не гледа да сака уште. дефинитивно да. Да сака Да, уште. да. И на свирка и на секо ќе е најубо, се враќаш на еден бис, ама еднаш. Да. Така. Да. За да дојда пак, за да останам со чувството кога ќе се замислиш сакам уште, Точно мислам тоа дека беше тоа е вистинското постигната чувство. целта. Да. И се надевам ќе ги оставиме со чувството Точно, ова е нели моја музика. Јас сакам уште, јас сакам уште ми се. Да. А постојано па вака да си свириме веста. До Сабајле. Да. Кај бевме демол? Ден. Кој под која звезда родене, велат и на дланка пишува својот живот, својот пат, никој не го одбира. Својот живот, својот пат, никој не го одбира. Добро утро што ќе донесеш, тага за мене ко обично. Не сме исти од ова небо, за други полесно. Не сме исти од ова небо, за други полесно. Јас со песна малер убива, со песна се радува, ноќва написе, друштво нека е, тоа ќе остане. Еден живот е, таков е, само на добро нека е. Фала ви што гледавте, лайк, шер, сабскрајб. Сашо, што треба да ни стана? Мемберси. Ко ќе имаме опција мемберси да ни станете. Фала ти.